И токму во овие моменти велам добар ден и добре дојде за доктор Даниела Броевска. Добре ни дојдовте во визита. Добар ден, ви благодарам на поканата. Поводот е Светскиот ден на срцето, превенцијата на срцевите заболувања, секогаш 29 септември, секоја година со различно мото насочено кон превенција на срцевите заболувања со една иста и единствена цел, како да се грижиме и да имаме здраво срце. Токму така. Значи, 29 септември е Светски ден на срцето, ден што за нас е многу значајно да биде одбележан, да биде спомнат. Светската срцева федерација, во која членуваат 160 кардиолошки здруженија и срцеви фондации, заедно во голема соработка и голема поддршка со Светската здравствена организација, во која има 193 земји членки, практично во 2000 година решија 29 септември да го прогласат за Светски ден на срцето и секоја година истото се повторува. Што е причина за овој Светски ден на срцето? Практично имаме потреба да бидеме подсетени дека треба да се грижиме за здравието на срцето, односно за општото здравје во телото и да ги преземеме сите мерки за превенција од ризик факторите кои може да доведат до појава и предизвикување на кардиоваскуларни, односно срцеви заболувања. Практично, секоја година Светскиот ден на срцето има различно мото, како што вие веќе спомнавте. Јас би ги спомнала последните неколку години, да речеме во 2014 година, превентивните фактори беа насочени околу подсетување за тоа дека треба да се намали внесот на сол во исхраната, односно знаеме дека солта е еден од трите бели тивки непријатели на нашето здравје. Во 2015 година практично многу зборувавме за здравата животна средина и здравите животни навики, односно се потенцираше потребата од престојување во простории во кои не се пуши, на тој начин да се избегне како активното, така и пасивното пушење, кое е поприлично висок ризик за настанување на срцеви заболувања. Во истиот период практично се спомнуваа и здравите животни навики, значи исправната исхрана, додека во 2016 година е заклучено дека практично 60% од светското население има недоволна физичка активност. И оваа година мото за Светскиот ден на срцето е практично движењето и физичката активност во борба против кардиоваскуларните заболувања, односно движење за здраво срце практично. Се уште загрижува фактот и податоците дека повторно се на прво место, така, по смртност, кардиоваскуларните и се повеќе се зголемува бројот на луѓе кои што страдаат од срцеви болести. Значи, кога би требало да спомнеме одредена бројка, би кажале бројка која е многу голема, е фрапантна, е зачудувачка, значи би кажале дека практично 17 милиони луѓе годишно го губат животот од срцеви заболувања. И со епидемиолошките студии и прогнозите што се прават, се очекува до 2030 година да се зголеми бројот на 23 милиони, што е страшна голема бројка. И можда, значи, она што би било значајно да се каже тука е дека 1/3 од луѓето кои го губат животот од кардиоваскуларни заболувања се луѓе под 70 годишна возраст, значи луѓе кои се работоспособни, кои допринесуваат до намалување на економската моќ на државата, а од друга страна до зголемување на оптеретување на здравствениот систем во секоја држава и како резултат на тоа треба да се посвети максимално влијание што повеќе да се вложи во превенцијата против болестите на кардиоваскуларните заболувања кои веќе спомнавме се на прво место по морталитет. И значи, може би ние сите имаме некој потаен страф од појава на малигни заболувања, меѓутоа малигните заболувања, ако ја разгледаме состојбата, се на второ место по смртност за разлика од кардиоваскуларните заболувања. Кога зборуваме за смртноста кај жените, исто така 1/3 од смртноста кај жените е од потекло од кардиоваскуларни заболувања. Заклучено е дека практично со намалена физичка активност се дуплифицира, односно се удвојува можноста за појава на кардиоваскуларни заболувања. Има и еден друг фактор што, да речеме, е многу значаен, тоа дека практично со лекување на ризик факторите за појава на кардиоваскуларни заболувања се намалува за 80% можност за појава на кардиоваскуларни заболувања. Односно, како што знаеме, да речеме, генетскиот фактор
фактор за кардиоваскуларни заболувања е ризик фактор кој не може да се промени. Меѓутоа има бројни други ризик фактори на кои апсолутно можеме да влијаеме, како што е покачениот крвен притисок, високите вредности на маснотиите во крвта, лекувањето на шеќерната болест, седентарниот начин на живење, значи физичката активност, односно зголемување на физичка активност, прекин на пушење и слично. И можда би било важно да се спомне дека луѓе кои и имаат генетски фактор, доколку прават превентивни прегледи, ги елиминираат сите ризик фактори и примаат превентивна терапија, имаат помала можност да имаат кардиоваскуларни инциденти во однос на луѓе на соодветна возраст кои не прават превентивни прегледи и имаат многу ризик фактори кои не се лекувани, не примаат превентивна терапија и како резултат на тоа имаат несакани кардиоваскуларни случувања. Можда само би спомнала околу овогодишното мото уште еден збор, дека овогодишното мото нели спомнавме дека е движењето. Практично 100 држави во светот го прифаќаат денот на срцето и го поддржуваат денот на срцето и се смета дека на денешниот ден практично 1 милион луѓе ќе чекори, односно ќе се движи поддржувајќи го мотото за заштита на срцето. Па можеме нели на тој начин да ги повикаме и нашите гледачи и ние лично во текот на денешниот ден да одиме, односно не да одиме само денеска, туку да вклучиме една здрава навика во смисла на 30-40 минутно движење, аеробен тип на активност секојдневно, што ќе овозможи превенција од појава на срцеви заболувања. Така, денешниот ден нека ни биде поттик и повод, така, за да почнеме тоа да го правиме. Почнувајќи од нас лично, гледачите, сите наши пациенти и сите кои не се наши пациенти, со цел да не бидат наши пациенти. Доколку е присутен наследниот фактор, фамилиарниот, не смееме да се откажуваме и да речеме да во фамилијата го имаме тоа, па некогаш можеби и нас ќе ни се случи истото. Ова што и вие го кажавте, можеме навреме да почнеме да апсолутно делуваме. Лекувањето на ризик факторите, односно превенирање на ризик факторите е големиот начин на кој може да се избегнат појавата на кардиоваскуларни заболувања. Така, движењето, здравата храна, откажувањето од цигарите, превентивните, редовните прегледи е сето она што вие лекарите постојано го упатувате како совет кај нас. Колку се придржуваме, колку сме ажурни во тој поглед и го прифаќаме сето тоа. Со оглед на тоа дека се повеќе, нели јас можам да зборувам во поглед на срцето, со оглед на тоа дека се почесто зборуваме, се повеќе знаеме за срцевите заболувања и се повеќе зборуваме за ризик факторите, мислам дека веќе населението тоа почнува широко да го прифаќа и поминуваат оние ставови дека нели кардиоваскуларните заболувања се јавуваат во понапредната возраст и само тогаш треба да се прават кардиолошки прегледи од кога ќе се јави одредена ситуација, одредена симптоматологија и се повеќе луѓе во 35-та, 40-та, пред 50-та годишна возраст доаѓаат на превентивни прегледи со цел да се грижат за сопственото здравје, односно за здравјето на срцето. Така, кардиолошкиот преглед ќе овозможи и ќе даде една целосна и комплетна слика на состојбата на организмот. Така, без разлика дали имаме проблем или немаме, треба да го правиме тоа. Значи кардиолошкиот преглед ни дава една проценка за тоа каков е ризикот да во одредена следна година може да дојде до несакан кардиоваскуларен инцидент. Не секогаш може да даде 100% прогноза, меѓутоа во висок процент можеме да бидеме спокојни по направен кардиолошки преглед со сите соодветно нормални добиени резултати дека ризикот е прилично низок за настанување на некој кардиоваскуларен инцидент. Се разбира колку се придржуваме за препораките и ги почитуваме сите предложени мерки, евентуално терапија и сите мерки што се потребни за елиминирање на ризик факторите, секако со медикаментозен и многу поважен немедикаментозен дел околу движење, прекин на пушење, здрава исхрана и се друго што коментираме како здрав режим на живот. Така, да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете да го слушнеме и првиот гледач. Ало? Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Сакам само нешто првин да ве поздравам. Ви благодариме. Сакам да ја прашам нешто за докторката. Јас имам 71 година, не пушам, не пијам никаков алкохол, не сум го проверила до сега срцето, но во последно време, поготово од овој земјотрес последниот што беше, јас чувствувам страшен притисок во горниот дел од белите дробови, од срцето према вратот. Многу ми е тешко, поготово навечер, кога ќе легнам,
не можам да заспијам, ми лупа многу срцето. Тоа е само ако можете некој совет да ми дадете. Добро. Значи вака, сега очигледно дека нели земјотресот беше фактор на стрес кој сите го доживеавме и не беше како ситуација пријатна. Значи во секој случај потешкотијата што ја кажувате бара одреден вид на кардиолошки преглед и одреден вид на кардиолошка проценка. Би требало да се мери крвниот притисок со оглед на тоа дека во услови на стрес може, нели, во услови на одреден степен на анксиозност може да се јави покачување на крвниот притисок, со тоа појава на срцебиење и како резултат на тоа да ги имате овие потешкоти. Притисок во градите, вие рековте во белите дробови, меѓутоа ние кога коментираме во градниот кош, во централниот дел која се шири кон вратот, многу често може да биде состојба врзана со срцето и апсолутно би ви советувала да се направи кардиолошки преглед, да се направи ЕКГ, да се измери крвниот притисок и потоа, нели, 71 година би барал еден ехокардиографски преглед, еден тест на оптеретување, што веќе би ни дале сосема доволно податоци околу тоа дали има некоја состојба што во овој момент е актуализирана и би барала одреден тип на кардиолошка терапија. Така, во секој случај треба преглед да се направи, Апсолутно што ми да. веќе извесен Посебно период притисок траат во ваквите градите, симптоми. значи не значи веднаш во градите има повеќе органи, се белите дробови, срце и така натаму. Ако нешто Значи, тука не стегне, веднаш мислиме дека срцето. Треба да се Не? помисли Така, на треба да се срцето. помисли. Централниот дел на градите, значи е нешто што може да укажува на срцева потешкотија и треба да се направат прегледи, посебно со оглед на тоа дека пациентката коментира има и срцебиење, значи веќе имаме елементи кои можеби би не насочеле околу тоа дека треба да се направи убава проценка на срцето. 71 година е момент кога, нели, секако треба да се направи и во отсуство на било каква потешкотија превентивен кардиолошки преглед. Бидејќи некогаш сакаме и чекаме нешто за неколку дена да видиме дали ќе помине, дали ќе Не се треба смири, да чекаме. Кај срцето не треба да се Така. чека никогаш. Нема зашто да се чека, затоа што не може да се очекува подобрување, секогаш може да се очекува влошување. Не мора да значи дека е срцето, меѓутоа кога имаме сомнение дека може би да е срцето, апсолутно треба да се направи преглед. Нема зашто да се чека. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Прво да ја пожелам на докторката да имат помалку работа, Да, да нема така, да. срчеви заболување. Да нема срчеви заболување. Јас сум пациент постаре од 76-7 години и се лечам во кардиологија таму. Така. Сега, страдам со овој притисок повеќе години со терапии. Меѓутоа, сега последните 4 месеца, во март месец ми се случи нешто необичаено, значи ми се покачи притисокот до 200 степени, до 200 мислам ми се покачи и добив некој као мало народно, тоа со говоро така нешто, бе во ургентен, па во неврологија, направив снимања, КТМ, направив доплер на ова, све е во ред, крвните садови све се во ред. Другата вечер преспав во кардиологија со висок притисок и докторката ми препиша Валзера, или вие како го викате таму, Валспром или како не знам, ми препиша ова Вазафлекс, вика во критични, да речеме, така ми каже да го пијам, и пијам Конкор и Кордипин 40, се разбира и аспирин. И седативи си пијам затоа што сум веќе жена во години и така. И за измокрување. За измокрување до тој ден пијав хидрокортиезид. Меѓутоа, од тога кога ми се случи вака, веќе хидрокортиезидот не ми делува. И почел со флоресемид. Сега да кажам дека повторно пошто прво ми порача по 50, по 80 да пијам навечер и да се бале, јас по 160. Меѓутоа, ми се случува повеќе пати пак да доаѓам до 200 притисок, поготово во вечерните часови. Ќе испијам терапијата, некогаш
и околу 4 сабајле веќе осеќам притисокот дека ми се качува. Бев и на нефролог, кај доктор Илина таму, ме прегледа, ме прати на ехо снимање. Направив ехо снимање, рече, бубрезите се вред, све тоа, значи пациентот све вред, а јас не ме била. Проблемот го чувствувате се уште така. Со висок притисок и дури мислам сега утре да земам веќе упут, ургентен, кој лекар е како е, затоа што се лечев кандова и некоја родина сме таму, меѓутоа не е една работа. И сега додам веќе да видам што, дали да ја променам терапијата или нешто друго. Значи, историја стана мојата работа веќе. Добро, да, ви благодарам. Да, доволно беше сето ова што ни го кажавте и објаснивте. Така, значи пациентката, по тоа што кажа, е пациентка која предпоставувам дека има долги години покачен и неоптимално регулиран крвен притисок, со оглед на тоа дека нејзиниот крвен притисок се покачува на високи вредности и прима, по тоа што ми ги кажа, 5 антихипертензивни препарати, значи прима прилично јака терапија. Постојат периоди од годината, како што е преодниот период во март, рече дека и бил несаканиот мозочен инцидент што се случил, кога речеме од зимски према пролетен и од летен према есенски период, кај пациенти кои имаат во принцип добро регулиран и добро контролиран крвен притисок, може да настане поголема варијација на крвниот притисок и обично тоа се состои кои знаат да траат неколку недели и во таква ситуација апсолутно е потребна консултација со матичниот или со било кој кардиолог во смисла да се договори дали треба да се направи одредена модификација на антихипертензивната терапија. Во овој момент на пазарот има многу антихипертензивни препарати. Пациентката спомна нели 5 препарати кои ги користи во помали, поголеми дози, значи факт е дека секогаш доколку крвниот притисок со соодветната терапија не е добро регулиран, треба да се направи консултација и да се или зголема дозата или модифицираат лековите или да се промени, да се направи одредена модификација на комбинацијата на лекови со цел добро да се регулира крвниот притисок. Ова е еден случај кој ни укажува како еден ризик фактор, артериска хипертензија, не знаеме дали има друго нешто плюс, ја има возраста 76 години, дали има и покачени вредности на масноти и во крвта можеби. Значи може да влијае во прилог на настанување на еден кардиоваскуларен инцидент, односно овде имаме еден транзиторен исхемичен инцидент во цереброваскуларниот систем, по тоа што кажуваше поминал добро, било транзиторен, односно поминлив карактер, не оставил последици, испитувањата што ги направила се добри. Важно е што се направени испитувања на бубрезите, односно на бубрежната артерија, да се види да нема некоја локализирана атеросклероза на крвниот сад, што доведува до ваква резистентна и хипертензија која потешко успеваме да ја контролираме со соодветна терапија, меѓутоа секако со оглед на тоа дека спомнал ти е даден вазофлекс кој може да го користи во одредени ситуации, значи ако не го користи редовно, сигурно треба да го вклучи, да ги зголеми дозите на валсакор, меѓутоа јас не би можела да ја кажам што да направи модификација додека не видам параметри, не видиме ЕКГ и така натаму, повеќе параметри. Значи секако треба да се земе упат и да се направи нова консултација во однос на антихипертензивната терапија. Бидејќи високи се вредностите, 200, да, апсолутно високи и е нешто на што апсолутно треба веднаш да се интервенира. Не треба да се чека со денови, затоа што чекање ве доведува до несакани инциденти. Така, да. И следниот гледач да го слушнеме. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден, Добар поздрав ден. до водителката, поздрав до докторката. Ви благодариме. Сакам да поставам едно прашање. Се работи за мојот сопруг, 66 годишен е и во почетокот на мај месец му е откриено диабет со 31,6. Одма бевме на лекар, тоа се стабилизира се, но матичната лекарка не прати на кардиологија, бидејќи цел живот е пушач, а осеќаше огромни болки во нозите и раците, не можеше да оди. Таму не пратија на коронарографија. Мислам, самата интервенција се искомплицира, се откачи тромб, дојде до реанимација после тоа што успеаја и сега е добар. Исписната диагноза му е акутен трансмуларен миокарден инфаркт на долен зид. Имплантирана сидоваскуларна протеза на десната коронарна артерија. АБ блок од трети степен,
сторен. Примаме терапија на контрола, бевме, но се уште осеќа големи болки во нозите и раците. Бевме на неврологија и ни кажаа дека тоа е од оштетување од шекерот, кој што можеби го имал подолго време, и нервните завршетоци. Прима терапија за диабетот, прима терапија за кардиологија, сега прима терапија од невролог. Преку 20-22 таблети пие во денот. Но огромни болки осеќа повторно во рацете и нозите. Многу големи болки осеќа. Би ве молела за совет. Добро, ви благодариме за јавувањето. Тромбозата за кој што малку подоцна и ние ќе проговориме, така некако се погоди сосема случајно ова прашање на гледачката, да. Значи факт е дека тука пак јас би се насочила околу тоа колку е важна превенцијата. Значи станува збор за не премногу возрасен пациент во значи 60-тите години, 66 години, долгогодишен пушач, нелекуван диабет, можеби покачен крвен притисок и како резултат на тоа појава на сигурна потврдена артериска коронарна болест, како резултат на тоа е правена коронарографија, заклучено е дека десниот крвен сад, односно десната коронарна артерија има стеснување, на тоа место е вграден стен. Факт е дека пациентот не ги преземал превентивните мерки што довеле што овозможуваат да не дојде до настанување на кардиоваскуларни инциденти, но во услови кога имаме ситуација на присутна болест, треба да се преземат мерките на лекување. Со оглед на тоа дека коментарот има болки и во рацете и во нозете, значи тоа може да биде врзано со диабетична невропатија, која се должи на долготраен, лошо регулиран шекер во крвта. Меѓутоа, бидејќи имаше и коментар оти не може да оди, секако кога имаме болест докажана на артериските крвни садови на срцето, секогаш може да постои болест на артериските крвни садови на нозете, која кај пациенти со шекерна болест, кај пациенти со артериска болест може да се манифестира. Јас би советувала покрај другото да направат и една допле проценка на долните екстремитети и да направат се што може сите овие ризик фактори кои стојат да се елиминираат, односно да се стават под контрола со терапија и секако пациентот, ако веќе не престанал да пуши, да пуши. Значи, целата терапија мора да се продолжи да се земе. За жал, кога имаме диабетична невропатија на завршетоците на нервните влакна, постои терапија која може да ги олесни потешкотиите, но не може до крај комплетно да ги изгуби, затоа што тие повторно може да се манифестираат. Меѓутоа треба да се види дали е тоа реална состојба, само со нервните завршетоци или можеби има други проблеми со артериите, например на нозете, кои би можеле да имаат соодветно лекување доколку се потврди болест на артериите на нозете. Затоа што со оглед на тоа дека не може да оди, значи мораат апсолутно да бидат проценети артериите на долните екстремитети. Така. И тоа е она што постојано нели го зборуваме како еден затворен круг, маснотиите, крвниот притисок, шекерната болест, значи постојано се повторуваат истите ризик фактори. Кои што предизвикуваат срцеви, а потоа срцевите заболувања од своја страна пак нели повторно влијаат на целокупниот здравствен статус на телото. Така, да. Ги слушнавме гледачите, ќе ја погледнеме сега и анкетата, ги прашавме и нашите граѓани како тие се грижат за здравието на срцето, прават ли редовни контроли, превентивни прегледи, за потоа доктор Даниела да си продолжиме со нашата визита во продолжение првиот дел од анкетата. Како се грижите општо за вашето здравје и здравието на вашето срце? Па супер, редовно одиме на контроли и така. Колку редовно го правите тоа? Па месец ден, па еднаш во месецот. Да. Кога ми за млад човек тоа е, би рекол, редовна контрола. Да, така е. Помалце спорт и тоа. И без проблем функционирате. Сега за сега, вајда. Све што е најдобро, тоа. Така, применувате. Да. Колку што знам јас, тоа го применувам. Колку што сте упатени. Да. И информирани. Да. Во контроли? Колку често одите на контрола? Не често многу, но само одиме. Потребата е во чист воздух да одиме за срцето. Планина, да, резерва, планина, Молина, така. Дали вие или некој член од вашето семејство досега имал некаков кардиоваскуларен проблем? Па во моето семејство не. Не. Па одиме редовно на контроли секако што треба. Не. Не. До сега сте сите во ред. Во ред.
Едино од психијатрија сум јас малку бев болен бака. Иначе сега не. Сега сте подобро се чувствувате? Супер, многу добро. Најбоже. Да, имаше. Да, Сигурно се работи за ваш родител? да. Сега е во ред? Во ред е, во ред. Добро е. Дали правите превентивни кардиолошки прегледи? Рековте дека правите. Да, еднаш во месецот. Да, почесто за да бидеме здрави. Да, пред 2 години. Тоа да ти кажем право не. Добар бев, реков, ама тие работи толку не и правиме. Макар треби. Не треба, ама колку често ги правите во годината? Еднаш годишно. Еднаш годишно. Да. Не, На срце. Нема потреба млади. нема потреба. За мене не, по што се Повозрастните. да, На посериозна годишна возраст прават. да, прават како. Ти не Треба да треба да прават. Да. Да, не, јас почесто не. Така, првиот дел од анкетата, а веќе некаде по 11:15 ќе го погледнеме и вториот дел од нашите анкетирани граѓани кои што повторно зборуваат и ги кажуваат своите ставови и размислувања за темата која ние денеска ја обработуваме во визита. Да, превентивните прегледи еднаш годишно по возрастните, некаде од одредена возраст треба да се почне со тоа, ама пак од најмали нозе, така треба повторно Да се да се грижиме научиме за здрав на здравите живот. навики на живот, Да, така здрави животни навики. Така, да. Продолжуваме со нашата тема и денешната емисија, што ја предизвикува, односно кои се причините, ризик факторите за појава на тромбоза на венскиот крвен систем. Нешто што и вие сакавте да го потенцираме, да го споменеме и да зборуваме во емисијата. Значи, ова што досега коментиравме беа болести кои се врзани со артериите на срцето, артериските крвни садови во телото и слично. Во нашето тело има и венски систем и во венскиот систем многу често може да дојде до настанување на состојба на тромбоза. Како што знаеме, крвта е во течна состојба, има систем на згручување, коагулација и систем на разложување кои овозможуваат постојано да биде во течна состојба. Во услови кога ќе дојде до пореметување на овие два соодноси, може да дојде до состојба на појава на згручување на крв или тромби кои се формираат во венскиот крвен систем и како резултат на тоа да дојде до настанување на венска тромбоза. И фактори кои доведуваат до тоа покрај нарушувањето на системот на коагулација се состојба на венска стаза или пак оштетување на венските крвни садови. И би кажала дека постојат многу општи фактори кои придонесуваат за појава на венска тромбоза, исто како и оштетувањата на артерискиот систем, како што се, например, напредната возраст, зголемена телесна тежина, седентарен начин на живот, пушење и, да речеме, се фактори кои се уваат кај општата популација. Постојат и фактори кои се провоцирачки фактори за настанување на тромбоза, како што се долготрајното лежење, значи пациенти, особено пациенти кои се оперирани, многу често зборуваме за ортопедските операции или пак за операциите на рбетниот столб или за пациентите во интензивните неги, критични пациенти кои долго лежат. Постојат физиолошки состојби кои имаат зголемен ризик за појава на тромбоза, како што е, например, бременоста, контрацепциите кај млади жени или хормонската субституциона терапија кај жени, кои се фактор за можност за настанување на ризик за тромбоза. И овие фактори што ги коментираме се практично реверзибилни фактори. Ги има, но може да се избегнат. Постојат и ситуации каде што имаме иреверзибилни ситуации, да речеме напредната болест на малигни заболувања кои носат поголем ризик од настанување на тромбоза, хронични срцеви заболувања како што е хронична срцева слабост или хронични бубрежни заболувања како што е нефротскиот синдром, значи даваат поголем ризик за настанување на тромбоза во венскиот систем. Венската тромбоза, која обично најчесто настанува во длабоките вени кои се голем венски систем на нозете, може во одреден момент да дојде до фрагментирање на тромботичната маса, откачување и одење во други делови од нашето тело преку големите вени, стигнување до десната страна на срцето и по тоа премен во артерискиот дел на белодробната циркулација и оваа состојба е состојба на венска тромбоза
тромбоза, односно венски тромбоемболизам, каде што најголемата компликација е пулмоналната тромбоемболија. Многу важна состојба која И тоа е е најголемата опасност од почувањето која е на тромбоз, трето место по смртност од кардиоваскуларните заболувања, но по морбидитет, односно број на хоспитализации во Европа е на прво место. Смртноста кај пациенти со белодробна тромбоемболија е до 30% и многу често се случува да има смртност во првите 24 часа од почетокот на болеста и она што е важно да се каже дека скоро 50% од пациентите кои починуваат во првите 24 часа имаат непозната причина за смрт и потоа на обдукција се докажува дека е тоа пулмонална тромбоемболија, што укажува на тоа дека е болест на која апсолутно мораме да мислиме, болест која многу често е непрепознаена и болест која во услови која ќе се препознае може да се лекува и на тој начин да се намали можноста за појава на фатален исход на болеста. Практично од венска тромбоза стараат 2,5 до 5% од светското население. Би кажале дека поголем ризик за венска тромбоза има населението над 40-та годишна возраст, особено жените се повторно тука со поголема бројка, односно дека со секоја декада на возраст се зголемува ризик за 2 пати. Така да на венска тромбоза, односно компликацијата од венската тромбоза апсолутно треба да се мисли. Многу е важно откривањето, поставувањето на диагнозата. Да, и јас може би спомнала една друга група што е млада група, веќе ги спомнавме, тоа се жените. Значи во третиот триместар на бременоста 30% од мајчината од смртноста на мајката се должи на пулмонална тромбоемболија, односно жените на соодветната возраст во третиот триместар на бременост и првите 3 месеци после породување имаат 6 пати поголема можност за пулмонална тромбоемболија. Затоа е оваа состојба на која треба да се мисли, односно од денеска се мисли и се преземаат сите фактори за превенција, односно спречување да дојде до настанување на ваков тип на болест и со тоа невозможување да дојде до компликација од овој тип на болест. Поставувањето на диагнозата, текот на лекувањето и сето она што нели едно по друго веќе се надоврзува и доаѓа. Значи можда јас тука би искоментирала неколку работи што се важни гледачите да ги знаат околу манифестацијата на болеста. Значи ова е болест која може да има брза, јака клиничка слика која веднаш ги насочува пациентите дека треба да побараат лекарска помош и може да има една многу тивка слика која овозможува да имаме долготрајно неоткриена, нелекувана болест која може секако да заврши. Значи се манифестира многу често, зависи од тоа колкав фрагмент од тромботична маса ќе се откине од вените и ќе отиде во белодробната циркулација, доколку станува збор за голем фрагмент, значи тоа веднаш дава оптеретување на десната страна на срцето и како резултат на тоа пациентите веднаш почнуваат да имаат чувство на изразен недостаток на воздух. Јак, необјаснив изразен недостаток на воздух кај луѓе кои се и со помлада и поголема возраст. Втората манифестација е појава на болка во градите. Значи, ние викаме атипична болка која не личи на срцева болка, но е интензивна и може да биде врзана со длабоко земање воздух. Потоа може да се јави кашлање и искашлување на крв, врзано со срцебиење кое по терапија не може да се контролира со намалување на крвниот притисок. Другата симптоматологија, ако се откине помал сегмент од тромботична маса, може да биде една спора симптоматологија во смисла на лесно гушење, лесна нелагодност во градите, на која многу често пациентите не обрнуваат внимание и затоа го коментираме ова дека ново настанати состојби кои не можеме секогаш да ги објасниме, добро би било макар кај матичниот доктор да се обрати, затоа што има едноставни методи на проценка, да речеме крвни анализи, значи треба да се мисли на заболувањето, дедимери кои не се специфични во однос на поставување на диагноза на болеста, но од друга страна во услови кога имаме негативни дедимери, односно не се присутни фибрински елементи во крвта на разложување, укажува дека можноста за настанување на белодробна тромбоза или белодробна емболија е извонредно ниска, односно на тој начин може да се исклучи појавата на белодробна тромбоемболија. Од диагностичките методи рековме како да се диагностицира. Доколку почувствуваме некој од овие симптоми, дали ќе биде поизразена клиничката слика или симптоматологијата? Кога изразена клиничката слика, пациентите знаат дека морат веднаш да се јават на доктор, затоа што тоа е обично драматична клиничка слика со многу јаки потешкоти, со едно општо лошо чувство, со помодрување, со губење на воздух, со низок крвен
крвен притисок кој доаѓа до реално ниски вредности со едно срце биење, состојба која реално бара лекарска помош и пациентите во такви ситуации, значи при големи пулмонални тромбоемболи, реално бараат брзо помош. Меѓутоа проблем е што не секогаш се големи, а и помалите пулмонални тромбоемболи се практично многу важни и носат, доколку да речеме не се лекуваат веднаш, може да носат хронични проследици на белите дробови на срцето кои потоа бараат долготрајно лекување. Така, да. Да ги слушнеме гледачите, уште едно или две јавувања. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали имаме? Ете така, ве слушаме, повелете. Добар ден. Веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Поздрав до докторката Даниела и поздрав до вас. Ви благодариме. Ево вака да прашам сега, на прост начин. Добро. Јас ќе оперицам, како си кава, каротида, кај вас во Систина, кај Караѓордев. Сега, срцето што ви е сега позади, плешкава ме боли. Бетна снимање не е скрчена, не е се. Имам болови многу. Помало пијам цитопрофен, тие работи не ми помага. Дали има врска тоа нешто? Пијам лекарства Лориса, за висок притисак, пијам Милет и пијам овие, како сега, за мастоти. И за мастоти пијам, не Торвек, не од другите, како сега. Дали има врска уопште? Фотосфера. Дали има уопште врска срцето со тоа? Само тоа да не, И рамото ме боли, и левата рака. Добро, доволно беше ова, така, доктор Даниела, ви благодариме. Со оглед на тоа дека е наш пациент, значи кај нас во рамките на предоперативната подготовка на пациентите, секогаш се прави апсолутно кај секој пациент се прави превентивен кардиолошки преглед за да се види каква е состојбата на срцето и пациентот нели си ја добил соодветната терапија. Значи ако не сме му дале некоја посебна препорака, можда во овој момент не се сомневаме дека станува збор за потешкотија со срцето, затоа што болка во плешката и во грбот може да биде врзано и со проблеми со рбетниот столб, спондилоартротични промени и слично. Како и да е со оглед на тоа дека станува збор за артериска болест, докажана артериска болест на каротидните артерии, не мора, но секогаш може да има болести на коронарните крвни садови. Пациентот веројатно ќе има можност да направи еден тест на оптеретување и како резултат на тоа да исклучиме можно сомнение дека болката што ја има е врзана со срцето. Со тоа што го кажува повеќе личи дека е симптоматологија од рбетниот столб, но секако треба да си се направи еден тест на оптеретување да бидеме сигурни дека не се работи за нова настаната потешкотија од срцево потекло. Така, да. Уште 2 минути само ни остануваат до крајот на денешната визита. Секогаш чувството и на нашите гости, докторите, а и моето лично е дека многу брзо и бргу поминува времето. Можеме ли да заокружиме повторно со уште една ваша препорака со која заетнички го даваме својот придонес во одбележувањето на Светскиот ден на срцето, а за тромбозата ќе си посветиме и посебно една цела емисија. Така. Значи, мотото на овој Светски ден на срцето е практично движење за здравје на срцето и нели советот и препораката е 30 до 40 минутно секојдневно движење на пациентите. Порано беше препораката 5-дневно, но сега е практично 7-дневно движење со цел да се намалат ризик факторите, односно со движењето, со едноставното одење со една средна брзина се овозможува да дојде до намалување на вредностите на крвниот притисок за 5 до 7 мм живен столб, за подобрување на нивото на добриот холестерол кој нема друг начин да се подобри освен со физичката активност и со внимателната исхрана, подобро регулирање на гликорегулацијата, односно подобрување на лекувањето на пациентите кои имаат шеќерна болест,
На тој начин се избегнува навиката за седентарен начин на живот, се намалува зависност така и одредени пациенти, ако може да се намали на тој начин од цигари. И можеби е важно да се каже дека на тој начин се подобрува расположението, се намалува анксиозноста и се намалува стресот на кој практично ние секојдневно сме изложени. Така да мислам дека движењето кој во овој момент Светската срцева федерација го насочува е многу важно и треба да стане дел од нашиот живот. Да почнеме, доколку не сме го правеле тоа, од денеска да почнеме да го почнеме применуваме. од денес. Ви благодарам за гостувањето во Ви вестите. благодарам вам. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метео 5 вестите во 11 часот, а веднаш по вестите ве очекуваме повторно со нашата визита.